На денешен ден во 1800 година роден е американскиот пронаоѓач Чарлс Гудјер, кој во 1839 година го открил процесот на вулканизација на гума. Неговиот изум придонесе за брзиот развој на индустријата за гума, особено производството на автомобилски гуми. На овој датум во 1809 година роден е Вилијам Евард Гладстон, 4 пати премиер на Велика Британија во периодот од 1868 до 1894 година. Познат по своите политички и општествени реформи, тој се смета за еден од најголемите британски државници. На денешен ден во 1876 година роден е каталонскиот виолончелист и диригент Пабло Касалс, кој отвори нова ера во свирењето виолончело. Тој напушти Шпанија кога Франко дојде на власт и живееше во Франција и Порто Рико до неговата смрт во 1973 година. На денешен ден во 1911 година револуционерното привремено собрание го избра Сун Јат Сен за прв председател на Кина, ставајќи крај на монархијата по повеќе од 3 милениуми. На овој датум во 1914 година започна битката кај Сари Камис во Првата светска војна, во која многу послаба руска армија и нанесе тежок пораз на отоманската војска, која загуби 77.000 од своите 95.000 војници. На овој датум во 1940 година германските воздухопловни сили го извршија најтешкиот напад на бомбардирање на Лондон во Втората светска војна, предизвикувајќи најголемо уништување на британската престолнина од големиот пожар во 1666 година. На денешен ден во 1981 година умре хрватскиот писател Мирослав Крлежа, една од најзначајните личности во културните и книжевните настани на 20 век во Југославија. Неговото најпознато дело е Господа Глембаеви. На овој датум во 1989 година Чехословачкиот парламент за шеф на државата го избра чешкиот писател Вацлав Хавел, долгогодишен дисидент под комунистичкиот режим, кој помина 5 години во затвор како државен непријател. Хавел го наследи Густав Хусак, кој поднесе оставка под притисок на јавноста. На овој датум во 2001 година афганистанските и британските војници патролираа за прв пат во Кабул, што беше проба за мировните операции. На денешен ден во 2001 година околу 300 луѓе загинаа, а најмалку 120 се повредени во пожар предизвикан од огномет во трговски центар во Лима, главниот град на Перу. На овој датум во 2004 година умре Джери Орбах, американски актер кој се прослави со улогите на Бродвеј во филмовите и во ТВ серијата Закон и ред. На денешен ден во 2008 година умре Владислав Лалички, југословенски сценограф и костимограф, сликар чие дело е познато во целиот свет. Лалички беше илустратор на повеќе од 500 книги, сценограф и костимограф за над 200 филмови и 500 театарски представи. На денешен ден во 2013 година 18 лица загинаа, а повеќе од 40 се повредени во самоубиствен напад на железничка станица во Волгоград, Јужна Русија. На овој датум во 2016 година американскиот претседател во заминување Барак Обама потпиша указ за воведување нови санкции кон Русија поради мешање во претседателските избори во САД и нареди протерување на 35 руски дипломати. На денешен ден во 2020 година почина модниот дизајнер Пиер Карден, еден од авторите на повоениот нов изглед. Тој отвори својата модна куќа во 1949 година, создаде футуристички стил, беше основоположник на модата за готова облека и извонреден предприемач. На овој датум во 2022 година почина Пеле, легендарен бразилец и еден од најдобрите играчи во историјата на фудбалот.
трикратен светски шампион 1958, 1962 и 1970 година.